Деветте лица предложени од јавното обвинителство денес беа испитани во Тетовскиот основен суд за случајот модуларна болница Тетово. Сведочеа родителите на 21-годишната пациентка позади чиј кревет избувнал пожарот. Таткото се обидел да го изгасне со влажно ќебе, но истиот се ширел многу брзо, пошто едва успеале да излезат од објектот. На клучните прашања одговорија дека немале дозвола, но поради диагнозата на нивната ќерка церебрална парализа, секогаш морало да има некој покрај неа. Таткото рече дека претходните денови во ходникот забележал ПП апарат, но за кобната вечер не беше сигурен. Другите двајца сведоци рекоа дека биле со своите родители за време на пожарот во објектот. Едниот бил постојано покрај татко му, а другата за да ја донесе храна на мајка ѝ. Не забележале апарати за гаснење пожар. Сите одговорија дека на влезната врата немало портир и вратата била отклучена поради што слободно влегувале. Некои пак рекоа дека биле опоменувани од персоналот. Сведочеа и две медицински сестри кои вечерта биле на смена, како и тројцата вешти лица, кои го потврдија напишаното во извештаите. Инспекторот Рубен Бошковски од МВР и професорите од Технолошко-металуршкиот факултет Анита Грозданов и Свето Цветковски. Продолжението на главната расправа ќе се одржи на 2 март со сведочењето на еден од вештаците кој денес не беше присутен, а ќе бидат презентирани и писмените докази на одбраната. Пред почетокот на рочиштето пак се одржа мирен граѓански протест за правда за доктор Бован Вучевски. Да му дадеме поддршка, пошто го местат докторот. По моје не е крив ништо. Тоа другите треба да ги прашат. На другата страна да се разберат и судиите треба да внимават како судат. Ние мора да го браниме хуманизмот, доктори што навистина работаат за нас, ние сме зависни од него. Да поддржиме да не осуда. За пожарот во кој загинаа 14 лица се обвинети двајцата поранешни директори и доктор, како и Тетовската болница како правно лице.